Во кампањата промените се случуваат секогаш со народот. Продолжуваме на терен да вршиме обиколка на проектите кои што ги реализираат градоначалниците на ВМРО ДПМН. Александар зборуваше за градежната офанзива што се случува овдека во Илинден, проекти во вредност од повеќе од 60 милиони денари, кои што имаат за цел да го подобрат комфорот и квалитетот на живот на граѓаните овдека во Илинден. Ценам дека ако вака се продолжи насекаде, буквално целата она доверба која што ја добивме од граѓаните на локалните избори ќе почнеме да ја оправдуваме. Јас можам да констатирам дека во овие, би рекол, први 5 месеци првиот впечаток е одличен. Тоа кое што е ветувано, тоа и е започнато да се реализира, дури и повеќе од тоа што е ветувано за овој период од мандатите на новите градоначалници. Јас можам само да им посакам добро здравје пред се, затоа што само здрави луѓе може да направат и да продолжат со реализација на проектите кои што ги ветувале и кои што заедно ги ветувавме пред граѓаните за време на кампањата, бидејќи следуваат предвремени парламентарни избори и граѓаните во Македонија треба да дадат довербата на оние на кои што може да се потпрат, оние кои што може да донесат промени, а не на овие криминални и корумпирани политичари кои што еве 4,5, би рекол скоро 5 години ја пустошуваат и уназадуваат Македонија. Ние сме за проекти, ние сме за конформ, ние сме за напредок, ние сме за промени и тоа е она кое што ВМРО ДПМН го нуди на граѓаните. Останатото е криминал, корупција, безидејност и неработа. Тоа граѓаните ќе го пратат наскоро денеска во историја. И благодарам. Ако имате други прашања, повелете. И коментар за нивното синоќешно соопштение. Чиво соопштение, извинете? На клубот на Венче Михайлов. Не сум го. Мислам дека едноставно нема време во мојот распоред да читам такви соопштенија од такви ликови. Јас сакам да се посветам на ова што вие го кажавте и го поставивте како прашање, тоа го кажав и во саботата. Дека Петков прво што треба да направи кога ќе се врати во Софија е да отвори вакви два клуба, најмалку во Благоевград и Сандански, за македонците кои што живеат во Пиринска Македонија. Но гледам дека подпредседателот на Бугарија продолжува со неевропските вредности, со негирањето на македонското малцинство во Пиринска Македонија. И тоа навистина нема никаква врска со европските вредности кои што овие политичари треба да ги промовираат. Напротив, не враќаат војни минати времења, во времењата на фашистичката окупација, бугарската фашистичка окупација за време на Втората светска војна овдека во Македонија, на жртвите кои што македонскиот слободарски народ ги има дадено за да создаде своја демократска држава и да можеме ние денеска да го живееме ова што го живееме и да се ослободи од еден таков фашистички окупатор како што бил бугарскиот за време на Втората светска војна. Јас после оваа провокација и после овие изјави дадени овдека во Македонија навистина немам што да додадам, освен со чудење да констатирам дека не знам кој е тој политичар или кој е тој историчар кој што ќе седне на маса заедно со неговите колеги од кај нашиот источен сосед и да продолжи да преговара за постигнување договор барем до јуни. Ако ова е да си најдат некаков изговор зошто повторно да ја блокираат Македонија, тогаш се прилично успешни. И затоа ја повикувам меѓународната заедница, ја повикувам Европската унија, го повикувам Брисел да стави крај на овие, би рекол, неевропски екзибиции од страна на официјална Софија, бидејќи овдека во Македонија немам јас кога веќе да повикувам, станува збор за некредибилни политичари кои што освен криминал, корупција, предавства, срам, безидејност, друго и не знаат што да прават. Затоа, еве, од овде од Илинден ја повикувам и Европската унија и официјален Брисел да стави крај на овие фашизоидни намери од страна на нашиот и хегемониски намери од страна на нашиот источен сосед, да направи притисок и да овозможи Македонија конечно да ги почне преговорите. Овој народ тоа го заслужува, бидејќи многу пати во историјата се покажало дека стои рамо до рамо со европските вредности. Има уште за Бугарија? Како го коментирате развојот на односите помеѓу владата и СОНК, мислам на предлогот кој што беше даден одбивањето од страна на синдикатот? Па изминатиот период сведоци сме дека ќе тргнам од 107% од прилика е некаде на поскапувањето на зетинот. Од прилика 80% е поскапени се бензините и нафтата.
70% брашното, 30% за домакинствата струјата, а за компаниите 300%, може би повеќе. Она кое што го понуди владата е да продолжи да краде и да ги троши ненаменски парите на граѓаните и понуди, како што успеав да разберам, усмено 10% зголемување на платата на наставниците и вработените во градинките, без да има писмен договор, после некаков ребаланс на буџет кој што никој не знае кога ќе се случи и дали воопшто ќе се случи. Така што срамно е однесувањето на владата. Истата оваа влада ќе ја потсетам 2015 година, поранешната министерка за труд и социјална политика и образование Мила Царовска од говорницата на СДСМ држеше пресконференции и велеше дека е загарантирано со устав правото на штрајк на вработените во образованието и во градинките. Така што срамно е однесувањето на оваа влада и наместо да работи на стандардот на тие кои што ги воспитуваат нашите деца, кои што ги гледаат нашите деца да ги мотивира, таа дополнително создава тензија, создава револт и дополнително ги прави овие луѓе да се чувствуваат некомотни во сопствена држава. Уштенашка покажува оваа влада предводена од нелегитимен премиер дека за едни е мајка, а за други за жомаке. Господин Мицковски, околу варањето на албанските партии за тргање на 20%, вие рековте дека треба да се разговара и за Вадентер и за Балансер. Дали овие две прашања кои што ги поставивте се услов за тргање на квотата 20%? Јас сум за еднаквост. Јас сум за држава во која што сите граѓани, без разлика на нивната етничка и верска припадност, ќе бидат еднакви. И затоа не гледам пречка да се одважат политичарите во Македонија, да изгласат една изборна единица во парламентот, гласот секаде подеднакво да тежи. Да тежи подеднакво и во Тетово, и во Гостивар, и во Струмица, и во Гевгелија, и во Битово, и Прилеп, и во Куманово. Зошто тоа да не го направиме? Сите заедно, зошто да создаваме политичка тензија? Јас сум за еднаквост и кога аплицираме на работните места, кога аплицираме на универзитетите, секаде сум за еднаквост. Под еднакви права сите граѓани да имаат. Зошто некои граѓани да се чувствуваат деградирани затоа што припаѓаат на некаква квота или на некакви проценти. И затоа не ја гледам потребата од Бадинтер и Балансер. Ајде да градиме општество во кое што ќе се темели нашиот напредок врз основа на нашето знаење, компетенции, нашите вештини. Зошто да мора да градиме општество во кое што некој ќе се чувствува подреден визави друг со тоа што припаѓа на некаква квота или на некаков процент. Ајде нека се охрабрат и да разговараме за квалитет. Само така може Македонија да оди напред. Благодарам. Прашањето ми беше дали тоа ќе ви биде услов доколку се почнат разговорите. Ви дадов одговор. Благодарам. Во врска со една изборна единица истече оној рок кој што го дадоа малите партии, дали сте имале контакти со нив со оглед на тоа што практично од нив зависи и мнозинството на владата во собранието. Нели рекоа 3 месеци, тие 3 месеци се веќе поминати, с тим една изборна единица нема, дали имавте контакти, дали ќе контактирате планови? Сега, одговор на вашето прашање ќе дадам во два дела. По првиот дел, он е рекоа април, има уште 12 на дена, до истекот на овој месец април. Така што, еве, да им оставиме простор, уште 12 дена по малите партии кои што се дел од коалицијата да се произнесат. Сега, оној делот кој што го очекувам, ако мислите дека ќе ги напуштат привилегиите и можноста дополнително да го плячкаат народот, од овие политичари кои што тоа го прават можеби 30 на години, да бидам искрен, не сум оптимист. И благодарам.